Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени. Драги слушатели, продолжуваме со емисијата Македонски корени. Наш денешен гостин, господин Василјов. Се појавувате на електронскиот медиум, на печатениот, но овој пат на радиото. Кажувате за постоењето и за новите откритија. Од кога постоиме како македонска нација со вашите нови откритија и кои се тие откритија? Како што реков, македонскиот народ може да биде горд што има осведочено податоци за своето име најмалку 17.000 години. А исто така, согласно овие дешифрирања најнови што ги направив и благодарејќи на таа документација што ја изнесе Руската академија на науки, без они да знаат што тоа таму е напишено, благодарам за добрата резолуција на фотографиите што ги имат ставено во интернет и нормално со можноста што ја имав да направам соодветна техничка документација, бев во состојба да го дешифрирам тој најстар јазик, односно да го дешифрирам писмото, а со тоа фактички и фиксираниот говорен и писмен јазик со старост најмалку од 40.000 години. Значи, ние, како македонци, со осведочено име, сме најмалку 17.000 години. Меѓутоа, со нашиот писмен јазик, ние сме осведочени најмалку со 40.000 години. Тоа се огромни податоци во денешнинава. Па, знаете, во интернет, бидејќи е ставен овој материјал, имам многу погрдни зборови во однос на целокупната ова моја работа, дури преовладува, да речеме, читатели или коментатори од Бугарија. Јас би ги спомнал исто така југословенските научници и ваши колеги кои во тој период ја оспоруваа многу нешта. Па, точно. Еве, ќе се обидам јас, со оглед на тоа што таму дури пишуваат во интернет дека немојте да му верувате на Илјов, он не ја зборува вистината, треба само аргументирани работи. По-голема аргументација од писмото и јазикот на еден народ не може да постои. По-голема аргументација да најдете вие име на еден народ со старост од 17.000 години во континуитет. Ние сме единствениот народ во светот кој има во континуитет 17.000 години свое име. Во кој што и Академијата Руска го потврдува. Апсолутно. Сега има уште нешто кај што се потврдува, да речеме во времето на неолитот, некаде професорката Марија Гимбутас, таа глинена плочка од Градешница ја датира со 5000 години пред наша ера, а ние таму децидно имаме еден надпис кај што фигурира името на Зетот Пир македонски, кај што вика еве со нас владее Зетот Пир македонски. Значи имаме придавка македонски, имаме јазик македонски и имаме име на таа велика Зета Македонија и на таа територија, како што рековме, од Атлантикот до Урал и горе од Балтичкото море па се некаде таму до северноафриканските простори, кај што се викала Македонија. Значи, обштествено било, не е само... Апсолутно. Значи, со ова дефинитивно се руши тезата за наводно преселување од Индија во Европа, за наводно некое преселување од Африка овдека, затоа што... Иако има моментално во Африка
постари палеолитски населби или локалитети, каде што човекот, нели косторот на човекот е регистриран со 5 милиони години, меѓутоа и ние тука не заостануваме. Нашето сведоштва што ги имаме за животот на човекот во Европа е некаде со 1 милион и 800 илјади години. Сабајле на една од телевизиите, некој кој зборувал таму за ДНК, тврдел дека наводно човекот се појавил 40.000 години. Една смешна работа. Значи имаме секакви тврдења, нели, хипотези и така натаму, меѓутоа претежно треба да се базираме на оние сведоштва што ги дава науката, кај што се применети соодветни научни методи и кај што се применети соодветни екзактни методи кои денес ги нуди нашата техника, технологија и нормално современата наука. Во однос на тоа, еве да продолжиме овака со едно разгледување како големи умови на 20-тиот век и на крај на 19-тиот век или на втората половина на 19-тиот век гледале на целокупната ова проблематика. Рековме, познатиот француски преисторичар Едуард Пиет почнал да покажува интерес за преисторијата на Пиринеите уште во 1871 година во просторната пештера Мас де Азил на Пиринеите во Франција од 1884 година до наши денови се вршат соодветни археолошки истражувања. И според професорот доктор Драгослав Срејович, еден од маркантните универзитетски професори на Белградскиот универзитет, тие облутоци кои се најдени и целото богатство околу 1400 облутоци, он вика дека е ризница на палеолитска предметна уметност. Значи, они ја третират како предметна уметност без да уочат дека се работи за едно фонетско писмо и во одредени сознанија Пиет бил во право. Значи, во периодот од 1887 до 1889 година Пиет ги предводел истражувањата во пештерата со широчина околу 60 метри и должина околу 470 метри во селото Мас де Азил, во која според современата француска наука е регистрирана така наречена магдаленска, според некои магдаленијанска цивилизација 19.000 и 14.000 години пред наша ера и преисториска култура на така наречените азилијани. Значи, азилијени ги вика затоа што од пештерата Мас де Азил. Меѓутоа сега, кога знаеме дека тоа се е напишано на древно македонско писмо и кога веќе е дешифрирано и името на тоа прво организирано општество, што јас го нареков Великата Зета Македонија, кое со 17.000 некаде години староста на името, тогаш не можеме ние да зборуваме за некои азилиени или за некои азилиенци. Веќе во 1889 година ги пронашол облутоците, а во 1896 година Пиет од вкупно 112 отпечатени цртежи објавени и 97 карактеристични наоди од оние според едни извори околу, рековме 200, а според други извори околу 1400 камчиња од пештерата Мас де Азил, која повремено била населувана во текот на Оресиенот и Солитерејот, но подолг престој на човечки заедници имало во средниот и младиот, така наречен магдаленски, магдалињански или магдалињански период. Овие работи ги има дадено Пиет во неговата студија, која е објавена во списанието L'Anthropologie или Антропологија, том 7, 1896 година, и тоа ми прави големо задоволство што мојот пријател Ристо Поповски вложил големи напори, буквално од Дизелдорф отиде во некоја провинцијална библиотека и го нашол единствениот примерок кој е зачуван, ми го фотокопира, ми го достави и благодарејќи на тој негов напор, што посебно му сум благодарен, и нормално и книгата што ми ја испрати, односно водичот од музеот во Мас де Азил, кај што имав можност да дешифрирам на еден од артефактите на коска, кој што е многу интересно декориран, а во субстратот, значи во основата на цел тој цртеж
лежи името на богот Ил. И овдека може точно да се прочита Иле, Ма, што значи овие 15.000, 13.000, колку што е датиран овој артефакт, пак фигурира во континуитет името на големата мајка Божица. Значи имаме во пред 40.000 години, па сега имаме во друг артефакт сосема на друг крај на континентот, имаме апсолутно исто богот на сонцето Ил Иле како деминутив и го имаме името на Ма, кое фактички влегува во основата на името Македонија. Според мене, ако сакаме етимолошки, нели, да го осознаеме или јазично или лингвистички да го осознаеме името Македонија не значи ништо друго туку земја на Ма. Значи мајке, Ма, Македонија и така натаму. Тоа се многу интересни работи кои се откриваат постепено. Значи мене ова ме чини 40 години од животот и некаде 25 до 22 или 25 години со постојано занимање со дешифрирање и сите оние контрадикторности кои јас сум ги видел при изработка на проекти за конзервација и реставрација за археолошки локалитети, кај што со аналитичко-синтетички методи и со други методи нели ги правевме проектите за конзервација и реставрација, ми едно големо богатство, а исто така сум благодарен на сите они што ме учеле. 1 година албанци ме учеле на албански, 7 години романци ме учеле на романски, 11 години руси ме учеле на руски, таму завршив и средно и високо образование. Да спомене Ташкент, Узбекистан, каде што и заедно живеевме и таму сум роден. Така, али јас 6 години сум студирал архитектура во Киев. Значи сите тие луѓе, да не заборавам дека грци ме учеле на грчки. Така е. Тоа знаење на повеќе јазици и комуникацијата со повеќе истражувачи од различни области, од различни култури, од различни држави, овозможува да се направат тие споредбени анализи и да направиме што е возможно помалку грешки во нашите работи. Меѓутоа, тоа не идело така едноставно во последните, да речеме, 200 или 300 години, бидејќи со ова проблематика не започнал само Пиет, туку и пред него со ова се занимавали, и после него со него се занимавали. Значи, предизвикот да се направи дешифрирање и да се слушне звукот, како звучел тој јазик пред 40.000 години, пред 23.000 години, пред 15.000 години, пред 7.000 години, пред 3.000 години. И ако се направат тие анализи на дешифрираните текстови, тогаш ќе се види дека е субстратот, основата на нашиот македонски јазик и основата на сите тие така наречени денес словенски јазици или славјански јазици, кај што основата им е македонска, и исто така основата на сите тие така наречени индоевропски јазици. Да не чуди дека таа основа се наоѓа во тој така наречен старогрчки јазик, кај што руските лингвисти потврдиле со 80% вика славјанска или словенска основа. Фактички во тоа време ни словени ни славјани немало, туку имало така наречени варвари, што нас не нарекувале, тоа беа македонците, кај што еден Платон се жали во негово време се уште тие варварки во Атина им зборуваат на своите деца на тој варварски јазик. Тие диспути или тие диалози кои он ги презентира на Сократ со неговите филозофи во таа нивна филозофска школа, конкретно кај што ги има дадено во Кратил, кај што он се обидува да ги најди корените или да ја најди етимологијата на некои зборови кои не му били јасни. И он, да речеме, во еден од тие диалози вика: нашите предци викале двогон, трогон, четворогон, петогон. Тоа не е на тој така наречен старогрчки јазик. И за таков старогрчки јазик не може да стане ни збор 40.000 години пред наша ера или 15.000 години пред наша ера, затоа што они со своето заедничко име Елини, а и тоа Елини го имат земено од едно македонско племе од подножјето на Олимп. За мене Херодот или Иродот, кој е